Која е иднината на македонскиот здравствен систем и како ќе се санира хроничниот недостаток на пари во здравството? Известно е дека Македонија ќе воведе некаков модел на дополнително здравствено осигурување, по примерот на другите земји од регионот, како клучна мерка за подобрување на состојбите. Во опција се неколку варијанти, а анализата и препораката на работната група треба да бидат готови за месец и половина. Има различни форми на воведување на дополнително осигурување. Словенечкиот или хрватскиот е еден вид. Дополнителното осигурување ја заменува потребата од партиципација. Друг вид на дополнително осигурување е точно да се излиста списокот на услуги што влегуваат во основниот пакет, а се друго излегува или на приватно или преку дополнителен пакет. Тоа односно дополнително осигурување. Тоа е веќе втор модалитет на дополнително осигурување. Трет модалитет е квантифицирање на здравствените услуги. Значи неколку прегледи во годината ви следат во основниот пакет, над тоа ќе се го платите или приватно, или пак како учествувате во дополнителното осигурување и тоа ќе ви биде надмината. Има различни форми. Во моментот се работи во Македонија, работна група работи на дефинирање на основниот пакет и повеќе некако преовладува стручното мислење да се искористи словенечкото и хрватското искуство на таков вид на дополнително осигурување. Словенија, која има здравствено осигурување веќе 120 години и еден од најдобрите здравствени системи во светот, дополнителното осигурување го вовела уште во 93-тата. Во него плаќаат речиси сите 1,5 милиони осигуреници од основниот пакет. Со неколку видови премии кои достигаат до 24 евра месечно, се елиминира плаќањето партиципација и се покриваат услуги кои не се достапни во основниот пакет. У ствари имamo 4 склопа услуга, например, лекови кои нису тако нужни, тоа е околу 40%. Onda, na primer, prevozi sa kolima za spasavanje koji nisu hitni, liječenje u banjama koje nije posljedica neke teške operacije, dakle ovako kroničko liječenje u banjama i još neke manje sitnice, ali to je glavno. Ne? I u stvari naše dopunsko osiguranje je настало зато да луѓе не би плаќали партиципација. Хрватска воведе доброволно здравствено осигурување во 2002, но привлече само 600.000 од 3,5 милиони потенцијални осигуреници. Со воведување на нови видови партиципации на почетокот од 2009 до денес успеа да го искачи бројот на корисници на 2,5 милиони. Полисите се движат од 8 до 18 евра месечно. Jedan veliki dio je sada već u sustavu dopunskog, odnosno dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a kroz taj sustav su se nama dodatno povećali prihodi za 150 miliona eura. Споредба на финансиите со кои располагаат здравствените системи на овие земји дава одговори за состојбите во нашето здравство. Македонија има 10 пати помалку пари. Хрватскиот фонд за здравство тежи 3,7 милиарди евра или 8% од бруто домашниот производ, што е и препорачаниот процент од Европската унија за добар здравствен систем. Словенечкиот фонд при приближно ист број население вреди 3 милиарди евра или 7% од БДП. Македонскиот фонд годишно располага со 300 милиони евра или 4,5% од БДП. Придонесот за здравствено осигурување во Хрватска е 13,5%, во Словенија 15%, во Македонија 7,3%, со намера да се намали на 6% до 2012. У ствари Словенија може више научити од Македонија, neko Makedonija od Slovenije, jer kad imaš više novca manje treba seći. Vi ste u stvarno nezgodnom položaju što se toga tiče. Но и овие земји не биле без финансиски проблеми. Првиот човек на Хрватскиот фонд набројува некои од мерките со кои успеале финансиски да го стабилизираат здравството, кое тонело во долгови. Една од значајнijih mjera što se tiče financijske stabilizacije sustava je uvođenje novih prihoda. Potpuno novi prihod koji smo uveli od 1.1.2009. godine je prihod od 32% ukupnih poreza na duhan. Dakle, ta sredstva izravno dolaze u fond, to je novi prihod od 150 milijuna eura u prošloj godini. Uz to definirali smo postotak koji dobivamo izravno kao prihod od privatnih osiguranja koji provode auto osiguranje. Dakle, liječenje onih koji su stradali u prometnim nezgodama
se plaća, odnosno trebalo se plaćati i u prošlosti od strane privatnih auto-osiguranja. Budući da to nije bilo tako, mi smo uspjevali naplatiti samo 40% tih troškova. Uveli smo jedinstvenu stopu od 7% na cijenu police, koja se onda izravno uplaćuje u naš fond i na taj način smo isto ostvarili dodatnih 30 milijuna eura paušalnog prihoda. Nemamo više sudskih sporova sa tim osiguranjima, niti problema u naplati toga. U ovoj godini, do kraja godine, očekujemo potpuno vraćanje svih dugova koje imamo, a radi se o gotovo 500 milijuna eura. Благодарение на реформите имплементирани на почетокот на минатата година, Хрватскиот фонд бележи значителен раст на приходите и покрај економската криза. Мерки за рационализација на трошоците континуирано се воведуваат. Едно од нив е административно спојување на болниците. Од овој потек се очекува годишна заштеда од 50 милиони евра. При тоа ќе се намалува администрацијата, а ќе се зголеми бројот на здравствени работници. Овој проблем е еден од најсериозните во македонското здравство. Државата ќе треба да одлучи што со преголемиот број на здравствени установи и немедицинскиот персонал вработен во нив. Од 50 на институции, односно 50 на болници и клиники, кои што третираат пациенти и болнички пациенти, просечната национална искористеност на капацитетите е 52%. Тоа укажува и тој процент ќе се намалува бидејќи DRG и другите реформи креираат потреба од зголемување на ефикасноста на здравствените институции, а тоа значи и намалување на деновите за лекување во една институција. И автоматски ќе се зголемува и бројот на неискористени капацитети, кои што треба понатаму државата да одлучи за што би ги искористила за други намени, меѓутоа не за здравството. За здравството дефинитивно преку веќе мерливи податоци се гледа дека има зголем преобемен капацитет. Македонија мора да ги спроведе реформите кои веќе ги прави Хрватска. Едно од најкрупните која предстои е дополнителното здравствено осигурување. Работната група на експерти треба да дефинира што ќе се покрива од фондот, а што ќе се финансира од доброволни премии. Владата потоа ќе одлучи кога ќе стартува со реформата и како ќе ја презентира на граѓаните.